Здраво, нова епизода на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Минатата епизода зборувавме за криптовалутите, кој што беше чисто економска, но во оваа трета сезона малце посветуваме и на политиката, бидејќи политиката знае да биде во многу моменти клучна за економските движења. Денеска ќе зборуваме со човек кој што многу добро ги вклучува, обединува овие две работи, и политика и економија, и е задолжен, на пример, според моите информации, да контролира во владата што се случува, односно според онаа што јас го дознав е новиот Зоран Ставревски, односно она што го правеше Ставревски на времето во владата, да се грижи за функционирање на тоа извршно тело, тоа и го прави сега нашиот нов соговорник, односно нашиот гостин денеска што е, а тоа е вице-премиерот и министар за транспорт и врски Александар Николовски. Добро дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата, еве прв пат, се надевам нема да е и последен. Поздрав на сите што не гледат. Да, ќе имаме соработка ние со економските ресори, ова е стрикно економски подкаст, но морам да напоменам дека, како што реков, и политиката знае многу често да влијае на економските движења. Напомнав во воведот дека според информациите вие сте тиеш втор човек во владата во суштина, одма после премиерот Мицкоски, кој што има влијание на работењето на владата, точно или не точно? Па дека имам влијание. И дека ги држите сите министри од ВМРО и од другите коалициони партии под контрола и не дозволувате да си прават што сакаат. Под контрола премиерот ги држи и мислам дека го прави тоа одлично. Стартот е одличен овие студена. А секако сум подпредседател на владата и тоа е една огромна одговорност. Покрај тоа сум и председател на Комисијата за економски систем и тековна економска политика, така што тоа што се условно кажано економски ресори, добро се координираме, добро работиме. Секој понеделник имаме Комисија за економски систем и тековна економска политика. Во вторник нели традиционално е седницата на влада, така што понеделник е секогаш добра подготовка за седница на влада во вторник. Ве споредив со претходникот што беше исто така вице-премиер, па после тоа и добар комплимент е, мислам Ставревски дека добра трага остави. Но за разлика од претходната со споредбата со Ставревски, се зборува дека исто така во многу високо котирате и во ВМРО ДПМН и дека членството чувствува некако дека вие сте придонеле со вашата теренска работа за да биде 58 спрема 18 на прошливе избори парламентарни. Па сега не знам колку време имаме, можам малце подолго одговор да добијам за контекст, да дадам за да добие контекст целата работа. Јас сум подпредседател на партијата од јануари 2018 година. Председателот на партијата Мицкоски беше избран декември 2017, јас бев избран јануар 2018. Заедно, братски, партнерски, ја водиме оваа битка во ВМРО ДПМН. Наследивме многу тешка ситуација и мислам дека тука Мицкоски одлично се снајде. Кога стана председател на партијата беше со блокирана сметка, со замрзнат имот, со пратеничка група надвор од собрание, со пратеници во притвор, стигматизирана дома, изолирана надвор. И од една таква ситуација дојавме во ситуација веќе 2019 година сме компетитивни на председателските избори. Првиот круг актуелната председателка Силјановски извади 0-0 со Стево Пендаровски, а тогаш сега само беше во полналет. 20 да не се случеше короната, имавме убедлива победа со сите манипулации од короната и со СДСМ, со БЕСА заедно извадивме најмногу пратеници како засебна пратеничка група. 21 прегазивме на локални избори и 24 го видоа сите резултатот. Сега тоа не падна од небо и не дојде само од себе. Имавме јасна визија што сакаме да направиме од партијата. Јас сум од дете во партијата. Член сум на ВМРО ДПМН од 2003 година, 2004 година станав председател на Унијата на млади сили. Во исто така еден тежок временски период кога партијата расчистуваше тоа што наследството на Лјупчо Ѓорѓиевски. Бев председател на УМС во тие тешки опозицијски денови, така што тоа искуство кое што го имам од тоа опозицијско време ми помогна во ова опозицијско време. Јас често знаев да се нашала, да кажам, со партиските соработници дека не ми е прв пат во опозиција. И не е лесно да сте во опозиција, но кога го имате искуството, секако е полесно. Имавме јасен концепт што сакаме да направиме. Ја извадивме партијата од изолација. Стигмата дома се трна. Надвор успеавме преку Европската народна партија, сега чисто партиски зборувам, да изградиме солидни релации.
успеавме да се отвориме кон голем број на луѓе и од партија за која што имаше мастер план да биде затворена, по некоја случајност јас тоа го извадив прво во јавноста, стигнавме до партија која што убедливо победува на изборите. Сега доаѓа попредизвикувачката фаза, тоа е да се покажеме како ја екзекутираме власта. Иначе 2020 година, како и 2024 година, бев носител во 4-та изборна единица. За нас тоа стана изборна единица која што дава најголем број на гласови за ВМРО-ДПМН и 20 и 24 година освоивме најмногу гласови за ВМРО-ДПМН, 20 освоивме 10 пратеници, 24-та 13, така што горд сум на тимот кој што го водам. Сега се постава прашањето дали сепак оваа функција што ја извршувате, јас ве гледам како министар за транспорт и врски, бидејќи има многу вице-премиери, но пред се ве гледам како министар за транспорт и врски. Дали ова е некако утешна награда, бидејќи се споменуваше дека вие целите, например, на некои од поважните министерства што имаат поголемо влијание и побрзи резултати може да се види, например, се спомнуваше дека треба да бидете дел од МВР, да го раководите МВР, но дека заради поврзаноста со претходната власт на ВМРО-ДПМН во времето на Груевски, значи до 2017 едноставно бидејќи овие министерства што се одбрана, МВР и ред други, треба сепак и партнерите што се во меѓународните одбранбени организации да дадат некој изим. Заради поврзаноста со владата до 2017 едноставно не ве гледале на таа позиција и едноставно не сте можеле да бидете на таа функција. Три сегменти има прашањето, ќе ги одговорам сите три. Тоа се зборува во јавност. И добро е што го поставивте. Тоа знаете како е најчесто лошите муабети од пријателите излегуваат, така што ова значи дека од ВМРО ви го пуштат да тоа ќе збори. Ова се муабети кои што ги слушав јас во периодот и пред изборите, особено после изборите. Но неколку аспекти. Прво, за мене е огромна чест што сум единствен заменик претседател на владата или популарно кажано вице-премиер од ВМРО-ДПМН, што мислам дека многу работи кажува. Останатите се од коалиционите партнери. Второ, транспорт беше мој избор. Во консултација со дел од потесното семејство, морам да кажам. Прв пат ја кажам во јавност, да му се заблагодарам на брат ми, ретко го спомнувам. Тој има свој живот, си има свој бизнис, така натака, никогаш не се занимавал со политика, но советот дојде од него. И прв пат го кажувам тоа јавно. И од оваа перспектива беше многу во право и мислењето му се поклопи со мислењето на премиерот Мицкоски. Затоа што јас сум во години каде што ми почнува најплодниот период во животот. Сега имам 40 години, реално е некои следни 15 на години да се најплодни во животот. И сакам да оставам трага позади себе со цела почит кон останатите ресори. Мислам дека ова е ресор преку кој што најмногу може да се остави трага и најмногу може да се остават видливи дела кои што можат генерации после мене, после нас, да ги паметат и да ги гледаат. И мислам дека недостаток на овој ресор претходно е што бил многу потценуван. И премиерите најчесто не работеле со министерот, работеле со директорите кои што се под министерот. Да не заборавиме дека во ингеренции на транспорт се јавни предпријатија од типот на јавно предпријатие за државни патишта, МЕПСО е дел од транспорт, Македонија пат, двете железнички предпријатија, пошти. Да, ќе збориме за дел од сетова, во вториот дел од емисијата, бидејќи сепак економска ова е политика. Така што, ќе го видите ова портфолио, апсолутно многу има што да се остави. Тоа е зошто беше транспорт. Во однос на одговорив и за вице-премиер, а во однос на ова со партнерите, тука можам две работи да ви кажам. Прво, и нема да кажам ова прв пат, втор пат е, јас сум единствен член на владата кој што во континуитет има највисок степен на државна тајна од 2008 година до денес. Прв пат го стекнав тој сертификат во 2008. Тој со многу на секои 4 години, не е траен. Значи 16 години јас имам највисок степен на државна тајна, што значи дека тоа што стига како осетлива, доверлива информација, секако мора да е прозападна, затоа што сме членка на НАТО, кај мене била заштитена и никогаш не излегла надвор од таму од каде што треба да излезе. И мислам дека ова многу одговори даде, само што тие кои што ги вадеа тие приказни, тоаш не го знаеа.
Добро, ова е син приказник што генерално во кулуарите, но вака јавно Да, не се комуницираше многу Не, овака. ќе докажам. И Да. второ, јас во моментов се уште се надевам дека ќе има некој кој што ќе ме надмине. Сум политичар кој што имал највисока функција надвор од Македонија. И јас бев потпредседател на парламентарното собрание на Советна Европа во период од 2 години. И тоа никој друг не успел да го повтори. Како што во моментов сум единствен од Македонија кој што од Европска унија бил избран во 40 под 40. Се има бројни избори 40 под 40, но на ниво на Европска унија тоа е изборот кој што го прави Организацијата Пријатели на Европа, која што е официјална афилиација на Европската унија. Но претпоставам кога овие теории беа пласирани, дел беа и преку Агенцијата за разузнавање, која што беше сериозно злоупотребена и од претходното раководство, овие работи се немале во предвид и некако не им излегоа на крај математиките. Но јас сум навикнал во животот да ме подценуваат и секогаш кога сум подценет, обично давам подобри и поголеми резултати. Добро, ова е па за ВМРО ДПМН што зборувавме, што се случува и во владата и вашиот позиција, но доаѓаме исто така во мене што ме интересира, ја отвори темата СДСМ дека ДУИ ќе коалицира наскоро со вас. Денеска, значи ова се снима во вторникот, точно на 100 дена од владата, кога и премиерот имаше пресконференција, каде што јасно кажа дека со ДУИ нема да коалицира. Но од она што па од ДУИ може да се дозна или луѓе околу ДУИ или што гравитираат околу ДУИ, они како да се подготвуваат да коалицираат со вас и дека може да се случи релативно брзо тоа до тоа да дојде, но може и да се чекаат локалните избори каде ќе победат повторно, односно ќе малце имаат доминација над актуелната владеачка коалиција, односно над ВЛЕН, па да наметнат повторно игра како што беше во 2008 и да влезат во коалиција со вас. Бидејќи некако природно си се сакате ВМРО и ДУИ, бидејќи во 2008 знаеме како дојдоа они во коалиција со вас, па дојде и мајскиот договор, едноставно си имате некоја разбирачка со ДУИ на партиско ниво. Вака, мислам дека во македонскава политика, не можеме да зборувам за друго место, имаме проблем со кратко паметење и имаме проблем да ги гледаме работите во контекст. Сега ќе одам малце назад и да го давам контекстот. ВМРО ДПМН беше црн ѓавол за ДУИ, кога требаше да прави коалиција со Зоран Заев во 2017 година и ја доби на поклон од Зоран Заев двојазичноста. И исто така ВМРО ДПМН беше црн ѓавол за ДУИ во 2020 година, кога од Зоран Заев, тој беше премиер во двата наврати, ја доби пола влада со се премиер, кој што нели го добија. Тогаш ВМРО ДПМН беше црниот ѓавол. И тоа траеше некаде до доцната есен минатата година, кога не им успеа планот кој што го сковаја заедно со Стево Пендаровски и со уште неколку високи функционери, а идејата беше да се направи раскол во ВМРО ДПМН, се формира нова политичка партија, еден неделник нели вадеше и анкети, само што некако не излегува анкетите кои ќе соберите во бројки, и до тогаш ВМРО ДПМН беше црн ѓавол. Кој им пропадна сценариото, ќе подсетам дека сценариото пропадна на начин што председателот Мицкоски даде интервју за ФАЦ, за најголемиот европски весник, кој што ја кажа таа работа, а после неколку дена, кај еден ваш колега, јас извадив едно фамозно USB стикче, на кое што беа измените на кривичниот законник, исти какви што се претходно донесува. И кога пропадна таа работа, и кога сватија дека сите планови им пропаднале, за 180 степени сменија плоча и почнаја секаде да зборуваат дека ДУИ ти е дел од владата на ВМРО ДПМН. Па така цела пролет 24-та зборуваја дека ВМРО ДПМН ќе победи на изборите, зборувам помеѓу нивните гласачи, но ДУИ ти е дел од владата. Дел што беа похрабри зборуваа дека тие ќе ги диктирали условите, тие ќе кажували кој ќе е премиер, кој ќе се министри и така натака. По завршување на изборите, истото го зборуваја, се додека не станеа свесни дека нема да се случи таа работа.
И откако ја формиравме владата, продолжија да зборуваат дека само што не влегле во владата, за 3 месеци, за 6, па после локални, не знам, предвремени парламентарни и така натака. И зошто го прават това? Ова го прават за да ги држат нивните гласачи на купче, затоа што нив им велат само што не дошла пролетта, односно во превод им велат сеете со нас, без разлика што ја разочаравме, немојте да бегате од нас, затоа што ние кај да ќе влеземе во влада и пак ќе ви требаме. Мислам дека е тоа прочитано, дека не проаѓа кај гласачите, најмалце кај нивните гласачи, а коалиција на ова ВМРО-ДПМН, затоа што тоа било некое друго раководство на ВМРО-ДПМН во 2008, коалиција на ова ВМРО-ДПМН со ова дуи нема да има. Спомнавте дека имало план во 2023 година, каде што седите вие во една од епизодите во првата од оваа трета сезона седеше Димитар Ковачевски, поранешниот премиер и лидер на СДСМ. Јас го прашав дали имаше план за враќање на Груевски, бидејќи од она што вие го зборевте пред малце, јас сватив дека тоа е обидот и Груевски да се врати, да се внесе раздор во ВМРО ДПМН и едноставно да се направи една фракција каде што делот она што се вика тврдото крило или груевистичкото би отишло на таа страна и вие да имате послаб резултат на изборите. Ковачевски овде точно кажа дека таков план не постоело и он не бил информиран, не бил дел од целата игра, односно дека не постоело такво нешто. Тоа се три различни работи. Дали не постоел, не бил информиран, не бил дел од играта, се три различни работи. Така. Мислам дека за второто и третото е во право. План постоел и го имаше. Дали бил тој дел од планот, колку што ја знам, маргинално или воопшто не бил, и дали бил информиран, колку што ја знам, маргинално или воопшто не бил. Други играчи го правеа. Планот Кои играчи го правеат? Па тоа беше главна организација на Стево Пендаровски и екипата околу него, во подршка на ДУИ и на структури во СДСМ, пред се блиски околу, не знам сега дали е поранешен или се уште актуелен генерален секретар на партијата. Доаѓаме сега, верите со ДУИ, нема да коалицирате никако во моментов. Добро, политиката е чудна професија, се менува, но ајде да збориме сега за актуелниот владин коалиционен партнер, тоа е ВЛЕН, значи исто тука поранешниот премиер Димитар Ковачевски кажа дека во владата се стои, имаме и представник, односно седи и премиер од странство, односно Албин Курти, односно ВЛЕН е директна испостава на политиките на Албин Курти. И како вие гледате на сето тоа, бидејќи фактите зборат дека добар дел од таа коалиција се има и подготвување со помош на самоопределување и на Албин Курти од Косово. Дали е пријатно во влада да се седи кога се знае дека сепак дел од коалиционите партнери имаат некоја надворешно влијание, посебно на премиер? Мислам дека има два дела тука. Прво, во овие студена дали ја чувствувам дека премиерот на Косово во нешто се замешал? Не, ќе го видев. Второ, дали албанските политички партии во Македонија, во Косово и во Албанија соработуваат? Соработуваат затоа што се работи за исти народ и тоа е една природна работа. Не знам, во Босна имате ХДЗ Босна и има ХДЗ во Хрватска, дури името е исто. Да беа нашиве поорганизирани, например, во Бугарија, во Албанија, еве за среќа се, или во Грција, секако дека и ние имавме соработка со нив како политички партии, но за жал таму политичките системи не даваат да го прават тоа. Така што не е ништо чудно да имаат соработки. Например, актуелнава владина коалиција е поблиска со опозицијата во Албанија. Со Илир Мета и со опозицијата. Актуелнава македонска опозиција, чело со ДУИ, е поблиска со Еди Рама. И тоа не е ништо страшно. Факт е дека Али Ахметија и воен другар со целата екипа која што е сега во ХАК, типот на Хашим Тачи, на Кадри Весели и на останатите кои што се сега во ХАК, а факт е дека овие кои што се сега владеачка структура, не сите нив, тука најмногу е Беса и Алтернатива, или она порано што беше една Беса, е поблиско со тоа што е влада сега во моментов во Косово. И нема ништо страшно тука. Ама некако чувството е дека некој од соседство директно експонирани има се што се зборува на влада,
може веднаш што се а да и минатото ни покаже дека сме имали трговски војни со Косово, сме имале економски блокади, сме имале проблеми, значи сега малце доаѓаме до едно. Страшно би било да има така... влијание во работењето на владата, кој што ја не го гледам. Добро, 100 дена се. А верувајте дека ние нема да толерираме таква работа. Мислам дека ние сме многу јасни во нашата работа. Кој сакаше да не го разбери и да не го свати карактерот, не го свати. Толеранција за такви работи нема да има. И втор дел околу Влен, некако добиваме впечаток дека капацитетот на луѓето што ги има поставено Влен не е на завидно ниво и делот оноа што ние имавме отпор како гласачи, како граѓани кон ДУИ, не беше затоа што тоа е партија на албанците, напротив, јас сум работел со албанци, значи 15 години, значи јас добро го познавам тој живот на политичката сцена, тотално знам што се случува, но од друга страна нас не иритираше ДУИ од аспект на неказнивост и од аспект на тој триумфализам дека се над законот. Но гледаме дека истото тоа го манифестира и представници на Влен, вклучувајќи со председателот на собранието кој што испрати своје обезбедување на аеродромот, па гледаме како помина граница. Да, ќе речете има одговорност на некој, но таа бахатост и поставување над системот е иритантен за сите нас, без разлика дали сме македонци, албанци, срби, роми, турци, власи, над системот поставување од позиција на моќ. Веројатно и вие ако се поставите како ВМРО ДПМН, а се поставувавте до 2017 многу често, а и СДСМ знаеше да се постави над системот, дека сме еве на власт и ни се може, ќе не иритирате и нема да ве сакаме. Тоа сакам да ви го кажам. Не иритирачки е таквото. Овој аспект има прашањето. Мислам дека основната разлика помеѓу ДУИ и актуелните партнери во владата е тоа што една пракса на душманска плячка на државата заврши. И таа не беше кај ДУИ резултат само на тоа што некои поединци таму имаја порив да се корумпираат, затоа што корупцијата не познава етнички или партиски разлики. Туку мислам дека беше систем затоа што тие не ја чувствуваа државата за своја и мислеа дека државата треба да се ограби. Што кај сегашните партнери не го гледам, напротив. И тука е разликата. Разликата, например, помеѓу однесувањето на челниците на ДУИ и ова што се случи со председателот на собранието е голема. Мислам дека тие две работи што се случија со Африм Гаши се прашање на наивност, а кај ДУИ беа прашање на концепт. И затоа кај ДУИ никогаш немаше одговорност за никого, а во овие два случаи тој кој што отиде на аеродромот е избркан од работа или суспендиран, вака поблаго кажано, а тој кој што е отворил границата за да помине Африм Гаши кон Косово исто така е разрешен од позицијата. На тој начин се гледа одговорност. Така што мислам дека има суштинска разлика во однесувањето. Пак велам, зборувам за стартот, сега овој се развива. 100 дена се само. Ќе го завршуваме политичкиот дел, малце се одолжи околу 30 на минути, веќе зборуваме за политика, сепак ова е економски подкаст, но мораме да завршиме со Бугарија, морам да ви го поставам прашањето, веќе е јасно во ги знаеме ставот на Бугарија, Бојко Борисов што кажа за вашата изјава што ја дадовте околу случувањата на релација Македонија-Бугарија, па бугарскиот парламент донесе и декларација со 3 точки и сето тоа, но мене ме интересира нешто друго. Колку и ние како граѓани да се согласуваме со вашата изјава, колку тоа да не изгледа да, така треба да се каже, но политички не носи како држава во една позиција и тоа ја користат бугарите, тоа е они не тепаат нас, еве гледаме не вето ни ставија, плачат дека се навредени и ние имаме лош однос кон нив, а они можат да плачат и нивниот плач да биде слушнат бидејќи се внатре во Европска унија, а ние сме тепани лошите во целата приказна. Не можам да не се сложам со вас, така е. Лоши не можам да речам дека сме, но дека плачат многу бугарите, плачат, што мислам дека зборува многу за политичката елита во моментот во Бугарија, не за бугарскиот народ. Мислам дека од основањето на бугарската држава во 1878 година до денес, послава политичка елита немале. Ама тоа е нивен проблем, но ние губиме во ама ние губиме во целава приказна со ваквиот однос. Тоа ми е поентата и тоа се одразува на нас, затоа што толку слаба политичка елита прави вакви глупости какви што прави.
Ако вие го видите односот, еве само на нас како влада, да не зборувам за на нас. Во овие 100 дена со бугарската политичка елита, не велам влада, пошто таму влада нема, техничка влада. Ќе видите дека никогаш не беше испровоцирано од нас. Во однос на мене имаше 3 реакции. Првата беше кога реков дека политички маргиналци во моментов ја водат бугарската влада. Тоа беше одговор на прашање на ваш колега новинар, после навредите кои што ги има изречено тие политички маргиналци кон премиерот Мицкоски. Втората реакција моја беше после непоставувањето на македонското знаме при посетата на председателот Гордана Снеовска-Давкова, што е основна цивилизацијска работа, држави војни водат, па кои ќе преговараат знамени има од двете. И третата реакција беше откако Бојко Борисов се дрзна да бара оставка од мене. И му кажав тоа што мислам, дека прво не може да бара оставка политичар од друга држава и второ кој е моралниот кредитет. Да, но може ли тоа да го спакувате во поддипломатски речник за да не им давате простор? Не може да не им давате простор, бидејќи на крајот од денот не гледаат нас, ние сме под лупа, не се они можат што сакаат да прават. Они се внатре, ние сме надвор. Дипломатскиот речник, како што пежоративно се нарекува, за мене е виткање кичма и понижување. Значи, ако некој сака да си игра со мене, јас одговарам и враќам. Мене луѓето ме избрали и ме гласале не за да се понижувам, туку за да гордо ја представувам државата преку позицијава која што имам. Да, тоа може да се направи со помека вординг. Ако Бојко Борисов се дрзнал да бара оставка од мене, не барам ја од него оставка, се прави тоа што го направив. Прво да кажам дека не може да го прави тоа затоа што е друга држава, а самото тоа што го прави покажува дека тие сакаат да се мешаат во држава. И второ, кога веќе решиле да се мешаат во држава, дај да видиме кој сака да се меша во држава, сака да се меша човек кој што беше снимен со го знаеме, го следиме што се случува, со стотици илјади евра до него, човек кој што е обвинет за криминал и корупција, и човек кој што има морал нула. Добро. И со тоа ако сака од мене оставка да бара, сите политички партии го имаат истиот став кон Македонија. Еден ден ќе треба со новата влада во Бугарија да седнете, ќе го смените ли вордингот кон Бугарија, малце да се стишате, едноставно за да дадете шанса на преговори, односно на разговори со Бугарија. Вторувам, ние никогаш не сме имале први акција. Секогаш нашето е реакција. Добро. Се додека Бугарија се однесува вака, одговорот е ваков, барем за мене можам да зборувам и не планирам да се повлечам ни милиметар, затоа што ние многу добро знаеме и кои сме и што сме. Ние ништо не им бараме, тие сакаат да се мешаат кај нас. Штом сакаат да се мешаат кај нас, одговорот е овој. Тука ќе направиме мала пауза за нашите пријатели што се рекламираат, кои ни овозможуваат да го правиме овој подкаст, а исто така бидејќи ни даваат пари да можеме да го снимиме оваа содржина е бесплатна за сите што не следите. Значи пауза, па се враќаме за економија, ќе збориме политиката и оставаме малку на страна. Се враќаме во подкастов, гостин Александар Николовски, вице-премиер и министар за транспорт и врски. Ајде првин за третиот мобилен оператор ќе зборуваме, но првин сакам да зборуваме за брзата пруга од коридорот К10. Знам дека наскоро ќе се добијат пари за реконструкција на оваа делница, значи север-југ зборуваме, тоа е К10. Но тоа не е исто со изградба на брза пруга, бидејќи реконструкцијата ќе значи зголемување минимално на брзината на оваа пруга, која што знаеме како се движи по клисури, додека има и проект колку што знам и за брза пруга за поврзување Солун, Скопје, Скопје-Белград, Белград-Будимпешта. Едно со друго не иде, дали ќе се земат парите за реконструкција или ќе се оди на брза пруга? Што е планот? Ќе одиме паралел, да одговорам директно. Не сакаме да ја повториме грешката која што србите ја направија. Факт е дека тие моментов имаат брза пруга Белград-Нови Сад и за брзо време имаат Нови Сад-Суботица, но исто така факт е дека карго сообраќајот на Балканот замре од причина што коридорот 10 е природен пат, но не можеше да се користи затоа што србите ја користеа истата траса
по која што одеше старата железничка пруга. И веќе ја научија лекцијата за Белград-Ниш ќе работат паралелна траса, односно надвор од ова што е постојна пруга, со цел да може... Тоа е значи нова лента, нови ленти, мислам нова лента. мрежа. Сега и нас треба да одат паралелно двата процеси. Зошто? Затоа што по најбрз рок брзата пруга би се изградила за 6 до 7 години. Тоа е оптимистичко. Па ќе објаснам од се постои Да, што окей, планирам, да. ама затоа што ме прашавате за реконструкцијата. Се во тие 6 до 7 години нас не треба функционална пруга, која што ќе не поврзува со Солунското и Атинското пристаниште, како две најголеми јужни пристаништа во Европа. И мислам дека има тука голем потенцијал за нашата економија и многу потенцијал за транзит, да живееме буквално од транзит. Имаме соработка со Европската унија на оваа тема и очекувам преку инструментите на Европската унија и ИПА-3 да добиеме грант од некаде 100 за реконструкција на актуелниот коридор 10. Ја колку што знам ќе се добијат сега со планот за раст повеќе пари за реконструкција. Планот за раст е 750 милиони евра, но има и за други делници. Сега зборувам само за коридор 10. Некаде проценета вредност на реконструкцијата е 250 милиони евра, од кои што 100 би требало да се контрибуција на Европската унија, 150 да ги обезбедиме од домашниот буџет. И тоа може да се заврши релативно брзо. За година и пол-две може да имаме комплетно реконструирана пруга, што е многу различно од постојното. Постојното е пруга Б, проектирана некаде да движи 80 до 100 км на час, но ретко се постигнува поиќе од 40 км на час. А реконструирана би значила дека карго возовите ќе може да се движат со 80 км на час, а патничките возови со 120 км на час, што ќе согласите квантен скок напред. Например, тоа ќе значи дека од Велес до Скопје ќе може за нека 40 на минути патничките возови да стигаат од центар на град до центар на град. Така што тоа ќе го работиме и тоа не е поврзано со брзата пруга. Во однос на брзата пруга... Само малце пред брзата пруга. За 2 до 3 години велите дека би се реконструирала целата делница К10 од што Табановци до Гевгели. Добро, значи тоа е околу 250 милиони. Да. Има ли feasibility студија, се знае ли што треба да се прави, какво треба да се направи? Тоа знаете како е со буџетите. На крај буџетот се гледа кој се потроши, но ова се предвидени средства. Иначе да, има целосен проект. Се има. Да. Добро, тоа треба некаде 7 моста целосно да се репарираат и комплетната пруга да се промени по целата. И сега доаѓаме до можност... Електрификација има, тоа е добро. ETS систем треба да се воведи, кој што треба да мери број на возови, број на патници, тони на стока која што ќе помине и отприлика тоа е. Доаѓаме до многу битен елемент. Едно е да се има железничката пруга, значи линијата да се има, треба да се има и предпријатија кои што ќе функционираат. Знаеме дека двете предпријатија што се во државна сопственост се загубари, дека мака мачат со функционирањето, дека тоа е еден распаднат систем, тоа е како да не постојат тие компании, никој ништо не презема за да се санира, не зборуваме само во минатите 7 години, тоа беше лоша состојба и претходно. Значи ни една влада гледаат само место за вработување на своји партиски војници, не гледаат да се реши. Како, што ќе им направите на тие две компании? Тоа ми е приоритет број 1 од кога станав министер за транспорт. Фалеа 4400 плати, затоа што прво за натерате некоја работи мора плата да земе. Железници транспорт, железници инфраструктура и пошта не земаја плата. Еве трет месец како сум министер редовно земаат плата. Тоа не е нешто многу за фалење, ама кој ќе споредите претходно со месец дека не плата. Но имаат и милионски долгови, а треба да се сведат на нула. Е за пофалба. Сега, откако успеавме, јас, мојата работа како ја гледам во Министерство настрана од подпредседател на влада, ја гледам како фирма која што е во предстечајна постапка. Прво сакам да извадам од стечај, после тоа сакам да поставам стандарди на работа и после тоа тие стандарди на работа сами ја носат успех. Мислам дека пополека излегуваме од предстечајна постапка. Така што трите предпријатија се стабилизираа во дел на редовна исплата на плати и подмирување на трошоци, се одиме во втора фаза. Втората фаза е реорганизација. До денес ниеден вработен во трите предпријатија не е примен нов. И тоа е стандард кој што ќе го држам до крај. И почнуваме со кратење на трошоци. Трета фаза е да ги направиме оперативни. Македонски железници транспорт пробува да ги оспособи локомотивите кои што со години не беа оспособени, дел се веќе оспособени, дел ќе бидат оспособени, 4 локомотиви се земаја под наем. Да, од Србија. Што исто така мислам дека е добра работа. Тоа многу ќе влијае на македонски железници инфраструктура, затоа што колку повеќе се користи пругата,
толку повеќе приходи одат во инфраструктура. Таму почнуваме еден процес на следна година на репарација на пруги и на набавка на машини за одржување на пругите, затоа што треба да се одржуваат постојните и секако новите кои што ќе се изградат. Со тоа што се договоривме со Европска унија да нема либерализација на еден догледен временски период, многу ќе помогнеме на двете предпријатија и веќе економските оператори го препознаваат железничкиот систем како Македонија како најбрз и најевтин транспорт. Веќе има нови компании кои што се откажуваат од камионскиот превоз и сакаат да користат железнички превоз, што е добро и за нашите патишта, добро и за екологијата, добро и за железницата. Спомнавте нешто за да не побегне, еве запишувам либерализација, нема да има Европска унија. Да, го променивме бидејќи знам дека тоа се сопре либерализацијата, имаше идеи уште во 2003, 4, 5, 6, 7 под притисок на Европската унија, бидејќи треба да се дозволи, ова значи дека двете предпријатија остануваат во државна собственост. Да, и монополи. И монополи ќе бидат. Да. Тоа не е договор. Не може да влезе на пример Горан Теменугов да оформира тоа и да врши транспорт или тоа да не е договор со Европската унија во рамки на планот за раст. И тоа е една од ретките работи за кои што се повлече Европската комисија. Навистина со сериозни аргументи излегов во тие разговори. Сепак тоа се затворени разговори, не можам со многу детали да дадам, но излегов со сериозни. Не можете сега вас се правиме мовет, слободно кажете. Никој нема да знае. Излегов со сериозни анализи и аргументи после кои што тие се согласија дека тоа што го нудаме е најдобро решение. Добро, да се вратиме на брзата пруга, да не ги заборавиме, бидејќи зборевме сега за реконструкција на К10 коридорот, но сега за брзата пруга, ви рековте паралелно ќе оди и колку би чинело и колку се очекува. Мислам дека тоа е економска иднина на државата. Од бројни аспекти, кои што сум ги објаснувал, ама еве кратко ќе пробам. Северните пристаништа во Европа, ние сме мала држава, мора да ги гледаме стратешките работи и контекстот да го гледаме. Северните пристаништа во Европа, пред се мислам тука на Хамбург, на Ротердам и на Антверпен, се веќе преоптеретени. Не може да ја прима цела роба што стига. И патувањето, особено за добрата кои што доаѓаат од блискиот и далечниот исток, трае 21 ден повеќе отколку од јужните пристаништа. Значи, за да се направи од Суетски канал, да се направи круг по Средоземно море, Гибралтар, да се оди по Атлантик и нагоре кон Северно море и да се стигне, например, до Хамбург или до Ротердам, е 21 ден плюс, што е многу во бизнисот. Проблемот на јужните пристаништа, пред се тука мислам на Атинското и на Солунското пристаниште, зошто не утре да се развие Дражкото пристаниште, Риека, гледам го развиваат така натака, е што имаат лоша или никаква инфраструктура. Доколку се развие инфраструктура, пред се за каргото е потребна пруга, може да станат многу компетитивни. Затоа што во тој случај, например, робата која што би се истоварила во Пиреа, во Атина, како најголемо пристаниште, би можела да биде во Виена за половина ден. Еве нека и за цел ден, тоа е пак 20 дена пред робата која што би отишла во Ротердам или на Антверпен. Начнувате едно прашање. Тоа за нас, ако сме паметни, треба да е стратегија број 1, како ние се позиционираме, како сме дел од таа игра, и државата живее од тоа, не само од користење на пругите и наем кој што ќе се плаќа, туку и да се развие на целокупна слободна економска зона од двете страни на пругата, каде што буквално како лего коцки ќе се наредат фабрики, кои што ќе се развиваат. И ова што го кажуваме многу стара идеја, иако изгледа како нова. Ова е договор помеѓу турскиот султан и германскиот кајзер уште во средината на 19-тиот век, кога се гради Берлин-Багдад. Германија е единствена голема империја која што нема колонии. И на тој начин не може да ги тоа е историски познато ми е и мене тоа, бидејќи сакам историја. На тој историја. начин не може да има ефтини ресурси. И сваќаат дека најбрз начин да го прават тоа е преку железничка пруга. И тоа е причината што Отоманската империја преживува уште век и половина. Сега, ако тоа функционирало во 19-тиот век, треба сме наивни да не функционира во 21-тиот век. Така, сега вие ја спомнавте Виена. Големата идеја. Така, ќе се навратиме реализацијата, само
бидејќи за големата идеја, вчера точно на оваа тема разговарав, дека во суштина, вие ја спомнавте Виена, но центарот што се зборува е дека ќе биде Будимпешта, односно се прави Будимпешта, Белград, Скопје, Солун, се поврзува каде што централното место на интересот, односно централната држава ќе биде Унгарија и ние у суштина отвараме коридор кој што ќе помогне многу на Унгарија, ќе помогне и на нас, нема да бидеме ние настрана нешто, но ја отвараме оската север-југ каде што ќе се развие и Унгарија и дека Унгарија буквално и со заемот и со седницата сега што имаше во Охрид е у суштина обидот за пенетрација во Македонија за да се обезбеди ова брзо поврзување со Солун. Точно е дека е голем интерес на Унгарија, затоа што и тие ќе добијат пристап до јужните пристаништа. Дали е се што се случува со Унгарија точно ова поврзување? И таа блиско што вие ја градите со Унгарија. Ова, но има и други работи, но да не бегам од темата. Да. Точно е дека ова ќе помогне многу на Унгарија, но исто така е точно дека ова поврзување ќе помогне на цела Централна Европа. Зошто? Затоа што кога робата ќе стигне до таму до каде што сега нема инфраструктура, од таму веќе има. Веќе од Виена, Будимпешта и Братислава има перфектна инфраструктура. Тоа што многу брзо може да се Така, движи. тоа е неспорно, но дека центарот сепак е Будимпешта. За различни работи мислам дека ќе е различно. Зависно за каква роба се работи и за која стока се работи. Например, и сега е познато дека електрониката главно оди во Братислава, па оттаму се дистрибуира. Има одлично поврзување Братислава-Виена, има одлично поврзување Виена-Будимпешта, така што се споменува Будимпешта како место до кое што, условно кажано, стига цивилизацијата на 21 век, надолу за жал имаме 19 век, и се мора ние да направиме квантен скок во 21 Добро, век. значи тоа е у суштина, малци пак политичко-економски На ќе крај го економијата толкуваме. е секогаш поврзана со политика, Така. но овдека е добро што не губи никој. Значи, сам спомнав, северните пристаништа и онака се преоптоварени. Значи, не можат веќе да примаат роба со темпо Така со да, кое што не треба. спорно е тоа. Ја не го Така што спорам, овдека, не го спорам ни поврзувањето со Солун и со Пиреа долу. овдека ќе добие цела Европа и всушност Европа тоа го покажува преку финансирањето. Например, Атина Солун веќе има брза пруга финансирана од Европската унија. Белград Ниш дадоа 600 милиони евра грант и 1.200 кредит, исто така за брза пруга од Европската унија. Урсула фон дер Лајн го промовираше тоа. За реконструкција на десетката кај нас има европски пари, така што мислам дека Европска унија многу добро го препозна потенцијалот на целата приказна и е спремна да го финансира. Вака, уште малце за политика, дали у суштина врз основа на ова инфраструктурно поврзување ние ќе го гледаме интересот на Унгарија за Македонија и соработката со ВМРО-ДПМН? Мислам дека број еден интерес на Унгарија во Македонија е заштитата од мигрантската рута. Тоа и не го кријат, јавно го кажуваат. Да, но ова е сепак пари, а парите се секогаш поважни. Ова што го кажуваме, прво место па многу празни места, па следното доаѓа. Мислам дека нивниот главен предизвик е предизвикот со мигранти. Ние сме на главната рута, иста, и тоа е коридор 10, Така? само што за жал мигрантите Така е. пеш одат. И нивната цел е кога би се случила во иднина потенцијално следна мигрантска криза да соработуваме, како што имаше соработка и во минатото. Така што тоа е главниот страв на Унгарија. Добро, но гледаме и дека сакаат и економски да пенетрираат. Апсолутно. Добро, окей, вака и се преку пари се прават пријатели на крајот од денот. За џабе само на сите што не следат, и Хрватска и Србија купија многу скапи воени авиони од Франција. Не е тоа затоа што реално им треба, туку реално им требаат пријатели. Со пари се купуваат пријателите во модерната политика. Во моментов главните играчи во македонската економија се австријски. Така е. Што не мислам дека е добро за нас како држава, не заради Австрија, туку да зависиме само од еден центар. Треба да е дисперзирано, но добри играчи се големи, но треба да е дисперзирано. Кога ќе биде ова брза пруга? Кои се плановите, бидејќи Сега таму како стои работата? Во моментов немаме ништо, да бидам директен. Има еден Да, имаме нула. Да. Има еден меморандум подпишан меѓу мојот претходник и Весиш 23 година. И ништо, го подпишале меморандумот, не е мртнато од тоа. Јас затоа што влегов со голема амбиција во ова што работам и брзата пруга ми е приоритет број 1. Зедов да купам документи, најдов проект од 1978 година, ја не сум бил роден тоаш. Чи Тито додека уште бил жив, Југославија има проектирано 4 линии. Едната оди 120 км на час, тоа е горе-долу оваа. Втората оди 100
40 км на час, третата води 160 км на час, четвртата води 250 км на час. Во 78 проект. 78 година има проект за поврзување на Белград со Скопје и со Солун со 250 км на час. Тоа постоја само ТЖВ француските и мислам дека нешто паралелно. Сакаат да се надпреваруваат во тој период, нели, главен Кина предизвик после Маглев правеа нешто. Главен предизвик за Југославија тогаш е Италија. Во суштина Италија тогаш прв пат ги прави брзите возови на релација Милано-Рим и ова е одговорот. За жал не се реализира заради тоа што се случи со Југославија. И тоа ни е основа, од тука се водиме за да знаеме на кај движиме. Треба допрва да има предфизибилити и физибилити студија кои што ќе одговорат на прашања. Моje лично мислење врз основа на она што сум го видел до сега е дека треба да има со 200 км на час. Не под тоа, не над тоа, мислам дека е оптимално за големината на државата. Ако точка Табановце, точка Евгелија отприлика 225 км, тоа што е нешто час и некои 15 минути. И мислам дека треба да има по наједноставниот и по најрамниот терен, а тоа е доколку пругата влегува кај Табановце, да се спушта под Куманово, да оди на Свети Николе, Штип, Радовиш, Струмица и после тоа десно да оди кон Миравци, Евгелија и надолу кон Солун. Значи класудата да се заобиколи у суштина. Да оди по полето. Треба и Криволок да се избегне затоа што сепак е најголем армиски полигон. Суштина источниот дел од државата. Да, и мора да има триаголник кој што ќе ја поврзува брзата пруга со Скопје, затоа што Скопје е главен град и логично е да е поврзан. Дали тоа ќе го покажат предфизибилити и физибилити студијата, не знам, но од она што сум го видел до сега, прочитал, информирал, мислам дека тоа е најлогичното решение. Колку време и колку би чинело од прилика, значи сега веќе е во шпекулативно, но да имаме некоја рамка, ние што во кој следиме економија, од прилика да знаеме каде би се движело со овие цени сега, се не знам инфлацијата како ќе оди следниве години, но се стабилизира. Со овие цени кои што се сега, брза пруга е некаде 8 до 12 милиони евра, зависно од теренот, ако заокружиме 10, некаде мислам дека 2 милиарди 300 до 2,5 милиарди евра ќе коштаа проектот. И за колку години би можело да се... За од почеток на градба до прва операција на ВОЗ 5 години. 5 години. И пари од каде би се барале? Сега тоа е најинтересно прашање. Можеме да кажеме од кај нема бараме. Нема бараме од Кина, нема бараме од Саудиска Арабија и од Русија, тие се три кои што се исклучени. Сето друго е отворено. Доколку сака Европска унија помогне со расширени раце, доколку некој друг сака да учествува исто така, мора да го обезбедиме финансирањето пред да влеземе во градба. Не спомнавте Кина, но се зборува дека Солун и Атина се кинески, тука ќе биде центарот за да влезе кинеската роба за да стигне до централна Европа и да се дисперзира после на северна. Пака се има тука две теми. Прво, кинеската роба и сега оди во Европа преку Хамбург. Олаф Шолц продаде 25% од Хамбург. Да, ама овде кај нас е тоа многу тема Кина, ова, она, некако многу се... Да не забравиме дека беше градоначалник на Хамбург пред да стане министер за финансии, прво вице-канцлар, па канцлар. Така што имаат подобри опции од нас, очигледно, во Европа кинезите. Атинското пристаниште Пиреа точно е дека Коско е таму, но Солун не, Солун остана државно пристаниште на грците. Ја би сакал ние да го купиме, ама не знам дали ќе имаме сила, потенцијал и можност да го купиме. Добро. И прашање дали би ни го продале нас, иако според договорот би требало, бидејќи нели имаме договор за добро соседство и би требало да бидат добри соседи, па ако сакаме нешто. Мислам дека ако има конкурентна понуда од македонски компании, зашто не? Да, мислам дека се збореше нешто, наши фирми нешто сакаа да купат, па не дозволија. Сега одиме на после пругава што завршивме, одиме на сакав за трет мобилен оператор, но тоа ќе го оставиме во последниот дел, бидејќи малце треба да се задржиме повеќе да објасниме, бидејќи реков и Ковачевски овде збореше за третиот мобилен оператор. Сега ќе одиме со малце по блиц прашања, по брзи. Например, авиолинии најавувате нови, но на доаѓање дека ќе финансирате, а не на одење, што ќе значи за нашите аеродроми и што ќе значи воопшто за нас како патници, дали ќе имаме поскапи билети за да отидеме на некоја дестинација во странство, а ќе им поевтиниме у суштина на тие што доаѓаат во Македонија. Што ќе значи? Поевтините се значајно од ова што е сега. Годинава за жал субвенции не се користат заради досегашната политика на субвенционирање. Вината не е кај државата, вината е кај главниот оператор, тоа е Визер.
имајќи предвид дека ова ќе се емитува во четврток, веќе мојата средба со сопственикот и CEO на Визерт е случена. Планирам многу сериозен разговор да имам, имајќи предвид дека се доминантни на македонскиот пазар. Имаат своји објективни проблеми кои што мора да ги решиме за да продолжи да оперираат двата аеродроми добро. Оваа година преку 30% ќе оди надолу авиосообраќајот во Македонија, што е многу лоша бројка. И ако минатото бевме лидери пред Тирана, пред Приштина, Така. пред Ниш, сакавме да се мериме со Солун, сега сме многу долу. Очекувам со оваа политика на субвенционирање следна година 200.000 патници плюс да има и картите да одат надолу, затоа што ќе има сериозна субвенција и за Охридскиот и за Скопскиот. Колку ќе изнесуваат тие субвенции во пари? Тотал одиме на 6 милиони евра во 3-годишен период. По патник е 9 евра за Скопски аеродром, 12 евра за Охридски аеродром. Значи ќе имаме ефтини карти за да можеме да отидеме. Сега не знам колку сте упатени, ова е на жителите од поречието прашање и сакам да го поставам, бидејќи ја го користев тој пат викендов и се изнамачив да одам преку Јасен, преку за да стигнам во Македонски Брод. Ја знам состојбата, ама не е во наша надлежност. Има во ваша надлежност е моментот дека има направено проект, одобрено од одобрана и треба да се направи нов пат за да може да преку паркот Јасен да поминува, а тоа е во ваша надлежност. Во и наша да е изградбата, ама сето останато... Се е завршено, вела дека е завршено. Ако е така, тоа ше не сум информиран, оставам дека нешто не Така ми зборат овие од порече што се луѓето, бидејќи многу се скратува за... Ќе се информирам, ќе прочитам и ќе дам. Да. Можно е нешто и да не сум прочитал. Да, бидејќи вела дека го дадено и одобрението од Министерство за одбрана, го има проектот, треба да се најдат пари и треба да се направи Ќе проверам и патот. ќе информирам. Добро, тоа значи да кога можеме да очекуваме одговор, бидејќи сакам да ги информирам, бидејќи знаете како Па е велат. во четврток или во петок. Од каде што е вие сопругата, од таму сте и вие, мојата е од Четврток или село петок. Вир потекло татко и така што затоа сакам да го знам овој Ќе одговор. информирам четврток или петок. Добро. Кичево Охрид веќе знаеме, најави премиерот кога ќе го завршите дефинитивно. И дали ќе поскапи се? Огромен проблем е Кичево Охрид. Суштински проблеми има таму. Но затоа што многу долго трае, јас решив, мислам дека е уморна јавноста од образложение. Да, затоа сакам да слушам кога ќе биде и дали ќе поскапи плюс. Да не плюс. давам образложение, затоа реков што ќе правиме. И навистина дури не го завршиме, нема со никаков детал да одам, само ќе одам да го завршиме. Дали ќе кошта толку колку што до во Не знам, моментов? тоа ќе видиме на крај, но ќе го завршиме. Затоа што ми е страв дека ако почнам пак да давам образложенија, ќе ми изгледа на луѓето дека и јас, како моите претходници, сакам да давам образложенија, затоа велам што ќе правиме, ќе го завршиме. До почетокот на следната летна сезона дефинитивно делот Врбјани Арбиново Охрид ќе е пуштен во употреба до крај на 26-та цел. Добро. Сега доаѓаме до нешто што исто е многу актуелно, не знам колку сте запознаени. Дивоградбата кај Пластичарска, што е голем проблем на државно земјиште, не е урната. Тоа имаше недоразбирање на општина Центар, вашиот инспекторат, односно за транспорт. Значи, дивоградбата е проблем, исто така сокатната гража што има кај собранието дозвола, па сега ќе треба обештетување на инвеститорот. Тоа е поврзано исто така со шеми, со земјиште, ќе добиеме маркица, ќе сакаме да градиме, па ќе ни забрани државата, па ќе добиеме обештетување и сите среќни и сите задоволни ќе бидат во целата приказна. Што ќе правите како Министерство за транспорт и врски, бидејќи ова се повторува од времето на ВМРО ДПМН, но го надогради и СДСМ, ништо не презема, иако јаваа на конјот дека ќе преземат во инфраструктурата, урбаната, во урбанизмот некои мерки, но ништо не се направи. Вие имате тука надлежности што можете да... Ако ме прашувате во дел на дивоградби, тука... Општините имат, но во оваа дивоградба кај Пластичарска има удел и да вашето министерство. Го следев тоа додека бевме во опозиција. Јас можам да кажам што мислам, иако мислам дека ЗЕЛС нема да се сложи. Мислам дека немаат, настрана дали има волја или немаат капацитет општините да се борат со дивоградби и мислам дека таа обврска треба да се префрли на државата. Тие не сакаат со ова да се сложат и тука имаме конфликт. Вие сакате вие да решавате како држава за дивоградби, да рушите, да уривате потоа што се извидува. Таму кај што се гради нелегално, да. Тоа што општините покажаа дека немаат капацитет. Ќе го истерате ли? Тоа имате доволно пратеници тоа да го истерате во собрание? Имаме, ама треба да се говориме и со општините, затоа што... А ваши се општините генерално? Ние не сме комунизам, сепак е демократија. Добра, ама сега може да им кажете, луѓе, не е функционално, дајте. Кажав дека имаме конфликти различно мислење тука. Самите општини не дозволуваат. Да.
Нели тоа во ведот го кажа. Да, окей, бидејќи градоначалници на ВМРО да се спротивстават на партијата ВМРО која ќе донесе на Се централна видите, власт. ние дискутираме помеѓу нас. Јас оставувам на ставот дека дел од проблемите во урбанизмот се заради слаб капацитет на општините Така. и тоа мислам дека е објективна работа, треба да се признае и да се најдат решенија. Решенијата се државата да ги презеде. Но зел викане. Да, но јас нема да се откажам од тоа и ќе бидам упорен да го направиме. Добро, вака кога најавувате дека ќе бидете упорен, значи ќе победите вие во суштина поради позицијата што ја имате и во партијата и во Добро, воред, само давам некој контекст што би рекле вие. За катната гража што ќе правиме за таа шема со земјиште што постои? Затоа што во овој случај вмешани министерот за внатрешни кој што беше нивен адвокат, не како министер, но како адвокат, но тоа е ја формираше претседателот на собранието. Има и двајца представници во Министерството за транспорт. Очекувам за брзо да излеземе со решение. Да, но не е само овој конкретен случај. Малце и со шеми постојат за тоа. Тоа на ниво на држава кај што се да зима. Постојат шеми, треба обвинителството да ги истражи тоа. Ќе побарате ли ревизија, бидејќи мислам дека тоа треба да се видат колку вака добиле обештетување од државата затоа што не изградиле. Затоа што добиле маркица, па било поништено, па после тоа... Од тоа што знам, освен во општина Центар, други случаи нема. Добро, проверете, бидејќи мислам дека постои за разработена шема кај што се... Но тоа што сум информиран, има случај друг во општина Центар, и овој и надвор од општина Центар нема. Да, добро. Време е за втората пауза, па се враќаме за третиот мобилен оператор. Да, во студиово зборувавме за политика и тоа машала време, околу половина час, но исто така околу половина час и за економија. Ги отворивме пред се коридорот 8, не 8-10 се извинувам, за коридорот 8 да појаснам зошто не зборуваме, бидејќи таа тема беше толку добро обработена на 360 од колегата по Петрески, така што мислам дека нема потреба да ја елаборираме, бидејќи сметам дека јас не би можел подобро или доволно добро колку што ја обработи по Петрески така Длабенски. Инаку зборуваме, само да кажам, со Александар Николовски, министерот за транспорт и врски, вице-премиер во владата. Поминавме и други неколку прашања за коридорот 10 и за брзата пруга, но сега доаѓаме до оноа што останува како прашање, а тоа е третиот мобилен оператор. Ние го почнавме таа тема со поранешниот премиер од редовите на СДСМ Димитар Ковачевски, кој што не гледа ништо лошо во тоа да влезе конкуренција, но вели дека прашање е колку тоа ќе биде исплатливо трет мобилен и главно прашање што го постави токму во оваа студио е дали ќе биде мрежен оператор тоа. Видете, за мене помалку битно е дали ќе имаме 3 оператори, 2 или 4. Многу побитно е како ќе бидат цените и услугите. Сметам дека во овој момент има многу скапи цени за релативно просечни услуги. И тоа е мојот мотив зашто влегов во целата оваа работа. Имаме дуопол. Знам дека ова што го кажувам не им се допаѓа на двата оператори. Јас зборував и со нив, зборувам многу отворено. 57-49 поделба на пазар, со никаква конкуренција во цени и услуги, е класичен дуопол. Тој дуопол се победува со оведување на конкуренција. Да, но, и тоа е тоа што да не забораваме, имаме и Агенција за електронски комуникации кој што може малце да биде поревност на поплаките на граѓаните околу услугите. Значи, ако не се задоволни, може да се жалат. Ќе има промена во ОАЕК, но свесни сме сите дека, како и во животот, и во политиката, и во државите, неколку луѓе ги влечат работите. Сега имам таков крст, таква среќа во животот да за многу работи сум напред, решив и за ова да бидам напред. Иако не е лесно, имаат големи буџети за маркетинг двата оператори. Се обидува да ги злоупотребат, но веројатно не очекува реакцијата која што ја добија од мене. Ја јавно кажав дека двата мобилни оператори комуницираат ваши колеги новинари со цел да ме напаѓаат. И откако го кажав тоа, прекинаа. Така што тежок противник одбрале. Добро, окей. Нема да навлегувам во работата на колегите. Јас
сепак Не сметам колегите, дека се јас зборувам професионалци. во работата на операторите. Така е што користеле, Веројатно мислеа дека јас но- ќе молчам или дека ќе се правдам. но пазарот покажува, први мене ме интересира нешто друго. Следам телекомуникации од приватизацијата на Македонски Телеком, односно тоа значи од 99-2000 година. Секогаш има прилагодување на условите за да се фаворизира одреден оператор што сака власта да влезе. Дали вие ќе го фаворизирате унгарскиот Не, мобилен? ама до овој момент од Европска Унија е единствен оператор кој што покажал интерес. Зошто велам од Европска Унија? Затоа што во 2022 година, тоаш гласаше и ВМРО ДПМН, Македонија стана дел од иницијативата за чиста технологија, а после тоа се усвоија и законски измени и само оператори од земји членки на Европската Унија и Соединетите Американски држави кои што користат чиста технологија. Да не користат кинеска Huawei поточно за 5G и сето останато. Веројатно, така. Да им... кога ја спрема оваа стратегија за напад врз мене, нели сакаа да кажуваат дека 4G користи Huawei, што и точно и неточно, во Албанија и во Црна Гора кај што се присутни не користат, ама истите тие заборавија дека до пред 2 години Телеком користеше Huawei, а еден користеше ZTE, тоа се двата кинески оператори. Ама тоа го забораваат, тоа што не им одговара да го кажат. И сега ќе биде мрежен? Ќе гради базни станици или Ако одиме на трет оператор, да. ќе биде значи на трет оператор? Класично. Класичен оператор, значи тоа значи ќе треба да му се даваат асиметрични договори со постојните мобилни оператори за да има некоја на почеток економска логика, значи поевтино ќе биде да се интерконекцијата помеѓу нив и сето тоа. Сметате ли дека можно е да да го фаворизирате на пример унгарскиот? Јас сметам дека ако двата постојни оператори ги намалат цените, ги подобрат услугите и почна да се надпреваруваат помеѓу себе, како што личи, ќе нема место за трет оператор. А мислам дека ако останат вака се тврдоглави како што се во моментов, ти има голем простор за трет оператор. Дали ги заплашувате со ова усуштина? Не, јас сум само реален затоа што е невозможно на минимална плата од 20.000 динари, просечна плата од 30.000 динари, пакет да кошта 5.100 динари за дома. Добро, тоа е фул пакет, значи со сите... Добро, ама колку треба луѓе го троши? Добро, има пакети и поевтини, искрено да ви кажам. Има, ама пакет кој што вклучува телефонија, интернет и телевизија е околу ја користам 3.500 денари, на пример ми е мојот пакет, ма е солиден пакетот, не е фул, али Не знам дали имате мобилен телефон во тоа, иначе имам 2 мобилни телефона, да, и добра телевизија. Добра иначе обично дадат со 500. Мислам дека е многу лошо. Добро, не можете ли преку АЕК да извршите влијание, да ги спреку регулација? Ќе се жалат после тоа дека притисок им правиме. Второ, прошетајте по Скопје, не мора надвор, има згради кои што имаат мрежа само од едниот или само од другиот оператор. Дигитализацијата на 5 национални телевизии ја прави само едниот оператор, другиот не нуди услуги. Распишуваме тендер као министерство, само по еден оператор се јавува. Класичен договор е тоа, никој не е наивен. Мислите дека ќе се разигра со трет оператор или он ќе влезе на пазарот? Ако има трет во играта. Ако има трет оператор, ја ви гарантирам, ако се паметни, можат за неколку години пола пазар да го освојат. Зборуваме сега за унгарска компанија и малце бодеше очи што 500 милиона од Унгарија земавме, значи посета тука еве гледаме железницата поврзување сето тоа и одеднаш влегува и трет најавува влез и трет мобилен оператор. Ние подиме на трет оператор, велам ако затоа што не е финално донесена одлуката, нема да име со непосредна спогодба, ќе име со отворен тендер. Така си има закон за тоа како се спроведува. Многу флексибилни услови и ќе може да се пријави секој кој што сака да се пријави. Тоа е според закон дека секој може да се пријави. И ќе се надпреваруваат по однос на тоа кој поголема сума како концесија ќе плати кон државата. Така што тоа ќе надпреварат, што значи дека државата ќе приходува. А ќе биде ли таа еве ако има повеќе заинтересирани, ќе биде ли објективно и како ќе се обезбедите дека нема да фаворизирате на пример еве унгарската компанија? Како што ќе има електронска аукција согласно законот за јавни набавки, каде што ќе се надпреваруваат кој ќе даде повисока. А нема да менувате законски услови за да фаворизирате. Добро. Бидејќи многу често тоа се случуваше. Па тоа е дел од пропаганда во овие две. Не, нема врска со од минатото е. Јас ви кажав, го следам, немам врска со тоа со пропаганда. Туку јас зборувам како беше во минатото. Ај на работа да отвориме, не е отворено се во јавност. Вие пред некој ден, ако не се лажам, извадивте листа на
100 најуспешни компании во Македонија и по промет и по профит. Така е. На таа по профит секоја година е многу високо и годинава е многу високо. Компанија со еден работен се вика Камени мост комуникација. Така е. Или Stonebridge Communications. Може ли од еден од двата оператори да ни одговорат како се поврзани со оваа компанија и колку државата секоја година е оштетена од работењето на оваа компанија? Добро, ќе прашаме. Нека Ќе одговори. прашаме. И доаѓаме до уште... Оваа година имаат пријавено скоро 1 милиарда денари добивка или околу 16 и нешто милиони евра. И доаѓаме до уште едно прашање. Исто така, значи, јас добар дел од прашањава сега што ви ги поставам, ги црпам од одговорите на Димитар Ковачевски, кој што беше во овој бизнис, значи беше и на високи беше во позиции, значи и беше Военен. главен беше главен. Значи, и ја следам од финансиски аспект работата на телекомуникацијскиот пазар, ви реков, од 99-2000 година, така што не е поврзано со некоја пропаганда сега, туку зборуваме кога имаше 3 мобилни оператори, двата не имаа проблеми финансиски, значи, а тоа го потврди и Ковачевски, каде што повлече од мајките фирми пари за да може да опстоат. Колку има пари за трет мобилен, реално зборуваме, настрана се остава. Ја мислам дека бев многу прецизен. Ако остане постојната состојба со овие два оператори, има голем простор. Ако овие два оператори почнува се надпреваруваат меѓу себе, нема простор за трети оператор или е минимален. Значи, дали ти има или ти значи, нема... во вакви услови сметате дека има простор за заработка на... Дали ти има или ти нема трет оператор, пред се зависи од постојните два оператори. И мислам дека нивните раководства, централите, треба да ценат работата на локалните раководства врз основа на оваа визија. Да, но сега доаѓаме до исто така прашање во најголемиот, во Македонски Телеком, има ваши членови, владени членови кои што контролирате. Се уште не сме ги промениле, треба ги променим. Да, ма мислам ваши но вие ние можете сме малцински акционери. малцински, но можете да влијаете во работењето и мислам дека им се уште имате златна акцијата, уште постои златна акција. Таа е за продажба. За продажба, дали сепак имате влијание што можете да правите? Да знаат гледачите што е поентата на златна акција. Така. Нити Deutsche Telekom може да ги продаде акциите без согласност на државата, нити државата може да ги продаде акциите без согласност на Deutsche Telekom. Да, но вие имате со по 5000 евра плата таму членови кои што сите се тепаат да бидат во управниот одбор. Па им ги намали претходниот премиер, сега е нешто позитивно кажеме, сега е по 1000, но дефинитивно треба да се направат промени. Да, али не можете да влијаете во работењето ако една од тие компании почне да диктира едно услови. Дефинитивно, тоа реков дека ќе се обидеме да влијаеме. Добро. Значи, отворено е прашањето за трет мобилен оператор. Океј, мене ми е сеедно дали ќе имаме 3, 5, 10, 20. Мене ми е битно за моите пари што ги давам да добијам услугата што ми се нуди. И на секој граѓанин, затоа чувствувам дека океј, ја како граѓанин настапувам во се. Е многу поддржана граѓаните. Да, океј, тоа е ваша проценка, тоа е политичка одлука. Ваше си, вие сте на власт. Мене ми е искрено да ви кажам, се едно колку оператори, мене ми е битно да добивам квалитетна услуга во секое време, за тоа што го добивам. Тука некаде доаѓаме до крајот на подкастов, отворивме многу прашања, некои не ги доотворивме и не ги обработивме длабински, се задржавме на политиката, бидејќи и народот сака политика, но генерално тоа е што имав да ви го поставам како прашање и за крај сакам една многу битна работа, што еве и сте подпредседател во партија, подпредседател на влада, министер за транспорт и врски. Вчера гостував на еден медиум каде што изнесов најголемиот проблемот кој што јас се плашам вие како ВМРО, каде би можеле да киксирате и каде што да не загрозите нас граѓаните, тоа е транспарентноста. Но не зборувам само вака да доаѓате во студио и да зборувате, туку зборувам на институционална транспарентност, каде што ќе ги отворите податоците, да можеме да ги следиме парите, проектите, ние како новинари, економистите и сите оние стручни лица што имаат потреба од податоци, а преку тоа и граѓаните индиректно да имаат пристап до работењето на институциите. Дали, еве, 100 дена се поминати, портпарол уште немате именувано, гледам дека мој поранешен колега и драг пријател се вработил во влада денеска, Наум Стоилковски. Тоа значи веројатно ќе работи со нас новинарите и ме радува тоа, но немате официјално назначено портпарол, а таму се почнува и во институциите портпаролите не се активни. Денес дека за брзо време. Да, но и во институциите не се активни. Дали ќе бидете транспарентни, ама сериозно транспарентни? Не сакам да ми дадете да ќе бидеме и после не можеме да комуницираме со институциите.
Па освен да, не знам што да одговорам. Не, да, јавно сакам да кажете. Мислам дека треба внимаваме да не одиме во крајности. Така што освен да, другото времето ќе го покаже. Мислам дека ние како раководство на партијата покажавме. Јас во 2018 година кога бев избран, прв пат ќе го кажам ова, одлучив првото интервју како потпредседател на ВМРО-ДПМН да биде кај новинар кој што беше стигматизиран од претходното раководство на ВМРО-ДПМН за да на тој начин да пратам порака. И мислам дека во опозиција покажавме дека знаеме да сме различни. Сега дел може да речат, ама да, во опозиција ви одговараше. Но биле и други во опозиција, било и ВМРО-ДПМН претходно во опозиција, па не се однесувало така. Така што немаме што да криеме, отворени сме за соработка, немаме намера да преземаме медиуми, немаме намера да затвараме медиуми. Сакаме да сме прва влада што не затворила медиум, затоа што сите претходни затвориле одредени медиуми и да соработуваме. Секако има делови кои што мора како држава ги заштитиме, тоа е тоа. Добро, не збориме за класифицирани податоци, што е отворено, за податоци да се отворат сериозно институциите, бидејќи транспарентното значи сериозно мерка за борба против корупцијата. Нема борба против корупција. Јас сега ќе ви кажам и со ова може да завршиме. Тоа што мене, например, најмногу немир ми создава е тоа што договорот за изградба на автопатите не е јавен. И мислам дека е тоа лошо, ама еве за жал не можеме ништо да направиме тука затоа што другата страна не се слага. Иако ја многу зборувам за тоа во јавност, на раб сум да си направам и на себе белја имајќи предвид дека има законски одредби за таа работа, но мислам дека граѓаните треба да знаат. Да, го баравме и ние сакавме тука, информиравме, критикувавме, но тоа е тоа. Ја продолжија и претходната власт практиката од 2017 до 2024 имавме нетранспарентно. Се надевам дека ќе бидете далеку подобри во поглед на транспарентноста. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Беше задоволство. Поздрав на сите што не гледа. Тоа беше се гледаме.